Почитувани граѓани од заедницата на бошњаците на Северна Македонија, почитувани бошњакињи и бошњаци, почитуван градоначалник на општина Велес, почитуван председателе на Бошњачкиот национален совет, почитуван председателе на Бошњачкиот демократски сојуз, почитуван градоначалник од Нови Пазар, од Сењица председателе на Советот, почитуван председателе на местната заедница на Оризаре, почитуван заменик министар Зоран кој што се со нас денеска од локална самоуправа, представници од кабинетот на председателот Пендаровски, почитувани мои другари, другарки, пријатели, почитувани мои сограѓани. Ми представува особена чест да бидам со вас и да присуствувам на овој настан во пресред на утрешниот меѓународен ден на бошњаците 28 септември. Дозволете ми од мое лично име и од име на владата да ви упатам искрени честитки по повод празникот и да ви посакам добро и празнично расположение. Да ви посакам многу здравје, успех, благосостојба и просперитет на сите. Денеска, заедно со вас, по 13 пат овде во Северна Македонија го празнуваме денот кој го символизира враќањето на националното име Бошњак и именувањето на вашиот мајчин јазик како босански јазик. Секако тоа се слави цели 27 години од 1993 година. Пријателите се познаваат по неволја, а токму припадниците на вашата заедница, бошњаците, секогаш во доброто, но и во злото, активно учествуваат во политичкиот живот на Северна Македонија и значајно придонесуваат во изградбата и развојот на институциите, но и воопшто на нашата заедничка држава. Бошњаците се составен и нераскинлив дел од богатството во нашата мултиетничка, мултикултурна и мултиконфесионална држава. Бошњаците се исклучително многу вреден и драгоцен сегмент во концептот едно општество за сите. Почитувани, владата на Република Северна Македонија и во иднина ќе продолжи да ги зајакнува институционалните можности за негување и унапредување на интересите и културните особености на бошњачката заедница. Ми представува особено задоволство фактот дека во 2018 година, во нашиот мандат, во образованието на учениците бошњаци им е вратено правото на редовна настава на босански јазик. Владата останува посветена на афирмацијата на културата, посебностите и традицијата на секоја заедница во нашата земја, а во таа смисла и грижата за натамошната интеграција на бошњаците во нашето заедничко македонско општество. Денес, босанскиот јазик е дел од програмата на националната телевизија, а токму овде во Оризари со децении се одржува значајната културно-спортска манифестација средби на бошњаците. Во оваа прилика вредно е да се напомене дека во градењето на добрите односи со сите земји во регионот, а во 2017 и 2018 година нашата земја и Босна и Херцеговина потпишаа серија на билатерални договори, од кои одвојувам само две многу важни работи. Наскоро, поради потпишаниот договор помеѓу Република Северна Македонија и Босна и Херцеговина, граѓаните на двете земји ќе почнат да се движат само со лични карти. Договорите се потпишани
и очекуваме конечна нивна ратификација. Студентите од Северна Македонија во Босна и Херцеговина ќе можат да студираат како домашни студенти. И студентите од Босна и Херцеговина во Северна Македонија ќе може да студираат како домашни студенти. Почитувани, годинава празникот го славиме во периодот кога сите ние се соочуваме со најголемата светска криза на новиот век предизвикана од COVID-19. А токму врз начелата на почитување и солидарност ќе се справиме со непогодите и предизвиците, градејќи општество на едникви можности. Сите заедно здружени со солидарност, помагајќи си едни помеѓу други. Во овој мандат ќе го формираме и Националниот совет на помалку бројните заедници, за да можете вие бошнаците да си одлучувате и сами да ги насочувате сите ваши очекувања во развој на инфраструктурата, во развој на вашата традиција, во развој на вашата култура и национална посебност. Националните совети се обврска која што ја презедовме пред вас, граѓаните, кои што го поддржавте нашиот заеднички евроатлантски пат, затоа што ова е наша заедничка земја и само бошњаците ќе кажат што е приоритет и што е најважно за бошњачката заедница, учествувајќи на највисоко владино ниво при разработката и одлучувањето на буџетот и на сите државни програми. Не македонците, не албанците, не другите припадници на заедниците да одлучуваат за бошњачката заедница. Туку бошњаците ќе одлучуваат што е приоритет за нивната традиција, за нивната култура, за одбележување на вашите манифестации, за она што е важно за развој на инфраструктурата, образованието, здравството и се што е приоритет на бошњачката заедница. Секако тоа ќе важи и за другите помалку бројни заедници во нашата земја. Во овој мандат владата сериозно ќе се заложи за подобрување на квалитетот на севкупното образование на јазиците на помалку бројните заедници, па така и на квалитетот на образованието на мајчин јазик на бошњачката заедница, на својот босански јазик. Со честитките за вашиот празник, ја испраќам и пораката да продолжиме сите заедно да градиме просперитетна иднина и благосостојба за целиот наш народ, за нашата заедничка земја Република Северна Македонија. Заеднички да чекориме по европскиот пат, да продолжиме со спроведувањето на реформите и да работиме на подобрување на квалитетот на живот и стандардот на сите граѓани. Почитувани мои сограѓани, нека ви е честит денот на бошњаците 28 септември. Благодарам.